Политичката сцена повторно се загрева. Намаса се две клучни одлуки што директно ја менуваат изборната игра. Дали техничката влада ќе замене во историја и какви правила ќе важат за следните изборни процеси. Додека партиите ги мерат аргументите и роковите, во собранието веќе се отвораат процеси што треба да донесат конечен правец. Председателот на собранието Африм Гаши порачува дека за укинувањето на техничка влада е потребен заеднички меѓупартиски договор, иако законот формално не го забранува носењето одлука и без согласност од опозицијата. Можам да ви кажам дека се уште немаме никаков предлог од владата во однос на оваа тема. Се согласувам дека за закони кои се од поголема важност, особено за закон за работата на владата, мислам дека треба да се договараме повеќе пред да ги донесеме пратениците пред свршен чин. Но мислам дека лидерската средба беше токму во таа функција. Мислам дека разговори течат и не верувам дека владата без да има некој начелен договор помеѓу партиите да предложи нешто така големо круцијално, но сепак зависи од нив. Во исто време, министерот за администрација Горан Минчев за медиумите најавува дека нацрт измените за законот за влада се очекуваат наскоро да бидат доставени до координаторите на пратеничките групи. Предлогот според најавите предвидува техничката влада да остане уште за следните парламентарни избори, но не и за оние по нив, како прецизирање на позициите на дополнителните заменик министри од опозицијата. Од СДСМ вела дека државата според нив се уште не е зрела за укинување на техничка влада и најавуваат користење на сите демократски механизми, повикувајќи се на потребата од реформи во правосудството и медиумската сфера. Дуипак смета дека евентуалното укинување треба да биде проследено со консултации со меѓународните партнери. Левица начелно ја поддржува идејата, но ја условува со воведување на една изборна единица, додека вреди даде поддршка на лидерските разговори. Паралелно со дебатата за техничката влада, во собранието се формира и работна група за изборниот законник. Председателот на собранието Гаши информира дека политичките партии веќе ги доставиле имињата на своите представници до Министерството за правда и се чека министерот Филков да закаже седница. Очекувањата според Гаши се процесот да биде инклузивен и да ги вклучи сите релевантни чинители. Се уште немаме таква информација. Тоа ќе биде доставено од Министерот за правда на првата средба, така се договоривме на првата координација со Министерство за правда, кога ќе се формира работната група, да го имаме и текстот, тогаш ќе видиме дали се зборуваме за измени на изборниот законник или за целосно нов текст. Доколку пратениците утврдат дека се менува повеќе од 1/3 од законот, ќе се пристапи кон изработка на нови изборни правила. Во спротивно ќе следуваат само измени. На последната лидерска средба беше договорено изборниот законник да биде готов до јуни и тоа е дел од реформската агенда на државата.